Електричните возила го менуваат начинот на кој патуваме, ама поставуваат и некои нови правила пред индустријата и собствениците. Типичен пример со пневматиците кои на прв поглед делуваат идентично како и кај возилата со мотори со внатрешно согорување. Разлика сепак постои и тоа значајна, најмногу заради тежината која е за неколку стотици килограми поголема. Затоа и на електричните возила треба да се вградуваат пневматици со поголем индекс на носивост кои имаат подцврсти ѕидови. Освен тоа, електромоторите развиваат повисок вртежен момент и тоа уште при тргнување, што доведува до поголем стрес за пневматиците. Веќе овие две причини се доволни на електричните возила да се монтираат посебни пневматици, бидејќи користењето на обични, иако е сосема можно, може да ја намали безбедноста. Покрај тоа, пневматиците за нив треба да имаат и помал отпор на тркалање за да се зачува автономијата и не треба да се занемари и бучавата што ја создаваат која кај обичните возила е прикриена со звуците од моторот. Сето ова собствениците треба да го имаат предвид и да бидат подготвени да платат повеќе за пневматици наменски конструирани за електричните возила кога ќе дојде време за нивната замена.